Ако тргнеш од некаде, а по обичај тргнуваме секогаш од некаде, и се упатиш да се прошеташ или одиш по бистра, ќе се искачиш до некаде и одеднаш почнуваат некакви чудни предели, како да си се качил на капата на светот. Некакви ритови, како огромни бранови на океан, а пената од тие бранови, остатоци од снегот што се уште не се стопил. Како одиш, тревата се пониска, во далечината стада овци. И неверојатно, секогаш се далеку. Ако си среќник, ќе видиш и крдо диви коњи, исто така далеку. А во крдото, како по правило, само еден бел конј. И се околу тебе венци од ридови, а во средината, пространство од пасишта, од кои понекаде како да изникнале карпи како шупливи заби. А блиску до тебе, чудни цвеќиња, штрчат на тревата преполни со боцки, а во цветовите невидени бои. Изгледа дека постојат само за да му се инаетат на ветрот. Има само еден единствен пат по кој одиш и одиш. Волшебен предел, бистро небо, кристален воздух, недоглед, спокојство, мир и само шум на ветрот. Но пополека те обзема една непријатност што се вика осаменост. Пушташ глас за да го чуеш повторно. Тишина. Тишина во која исчезнува смислата на одењето. Сваќаш дека си премногу далеку и посакуваш да се вратиш назад. И тогаш пред тебе е галичник. Во пространството на бистра, галичник е како парче фреска на голем ѕид препокриен со малтер. И, како и секоја реткост и чедна убавина, тој лицето не го открива одеднаш. Му приоѓаш, а како да ти е завртен со тилот, и мораш да го пронајдеш местото за да го видиш в лице, а неговиот поглед упатен кон некои бескрајни хоризонти зад тебе. Неверојатен архитектонски амфитеатар создаден од камен. Куќите како камени кули, скалесто наредени една над друга, стабилно стојат на косината. Чердаците затворени, а од озгора притиснати со камени плочи. Однадвор се изгледа како внатре да се крие нешто. Патчињата до куќите се диви и стрмни, непријатни дури и за бездомниците. А кога ќе влезеш внатре, в куќи, нова приказна. Шаренило од бои, широки и светли одаи, длабоки дрвени долапи и сандаци и некаква автентична благост и топлина. Однадвор камен, одвнатре женска душа. Секоја куќа е на некој, а сите камени кули се на сите. Овде секој секого почитува. Тука живеат мијаците, од памтивек по традиција до ден денешен. Овде се раѓале, овде се венчавале и одовде заминувале во вечноста. И една голема вистина за нив. Живеат во светот на традицијата, како што ќе пее конески. Тргнува син по татко, по дедото внук. Судбината ги носела секаде по белиот свет, но секогаш на денот, кога и каменот пука од Жешко, на Петровден, како и штарковите на својот ден, тие водени од традицијата се враќаат дома да го слават култот на фамилијата. И оделе негде таму да ги покажат своите мајсторства. Имало меѓу нив гениални зографи, неповторливи таленти копаничари, градители, занаетчи, доќанџи. Од тука се луѓето од Перо и Мисла, Партенија Зографски, Ѓорѓи Пулевски, Панајот Гиновски. Одовде е неимарот Петре Филиповски Гарката, а со него иконостасот во Бигорски го создаде и Макарije Фрчковски. Овде за прв пат светот го виде
и на платно го пренесе Лазар Личеновски. А ова е местото што големиот ловороносач Прличев го спомнува во првиот стих. Пискотници се слушаат од Галичник до река. Во делото рамно на делата на Хомер, о Арматолос. Но ова е и местото од каде река печалбари едноставно и проклето заминувале. Од тие мигови е тешкото. Силата на мажот да го напушти својот дом, една женска солза и ветувањето со шепот. Ке се вратам. И еве, денес е Петров ден. Лето е. Како подвршник е Галичник. Нит негде облаче, нит ветре да дувне. На небото сонцето застанало и пече, како погачата сваќа. Излегол народ, дотеран, исчешлан, намазнет, и сите одат кон црквата. Свеќа да запалат, на Бога да се помолат, а на чешмата упија, со вода да се разладат. А кога е жешко, жешко е. Големата галичка свадба почнува. Негде таму во темни одаи скриена е невестата и со крај окоја дзирка невестинската носија, а пусто срце моминско трепери за судниот ден. А на друг крај пак, негде пониско, момчето загледано во огледало се прашува: што утре стариот побратим ке бричи, а утре ке стане маж. Зајди сонце, и еве, доаѓаат неговите другари, побратимите, тајфата негова, доаѓаат стариот побратим и побратимицата, бајрактарот и бајрактарицата. И многу народ има, и секој се нешто прави. Почнува бајрак да се кети. А жените веќе погача замесиле, момите куќата ја накитиле, се во цвеќе и зеленило треба да биде. А бравот, накитен со трендафили и тенка црвена коприна, е веќе однесен кај момата. И баш пријателот и буре вино однесол, и не се знае што повеќе тежи, дал бравот или виното. Светка среброто дури во битуше ковано, за невестата дар. И кледот од папрат е готов, и свекрвата рогузина искала, и постела, и со коприна ја везела. Тука невестата ќе гувее. А свекорот сеница направил, свирачи ќе дојдат, 3 рала тапани и прочуени зурладжии. И бајракот е веќе закитен и на пердето од куќата наместен. Овде машка свадба се прави. И 3 пати се пука, и вино ќе се пие, и песна ќе се пие. А денот веќе заминува. Од кај Ѓурѓево брдо рзнува тапан колку што може и не може. А и зурли писнуваат, и крвта зоврива, и цела куќа на нозе станува свирачите да ги пречека. А тие свират, уши болат. На пол пат од куќата, зетот во црни бечви облечен, со карта вино врака ги дочекува, а и стариот побратим со леблебија ги чести, и шарени бомбончиња, и сувогројзе, и лута ракија. А тие, со Аирлија, до година пак на свадба да дојдеме. И да видиш чудо невидено. И пијат и јадат, мезат и пијат, и убави зборови си кажуваат, се поздравуваат и прегрнуваат, а свирката не запира. Ако еден пие и замези, другиот за двајца свири. А мезето стрп се вика, а потоа кон куќата на зетот се оди. И тогаш џумбусот почнува, врие како во кошница. Сега свекрвата радоста своја ќе ја покажува. Со погача сваќа што се вика, свекрвино оро игра. Наглава сито носи со цвеќе и парички закитено, и сваќата од озгора. Со една рака сваќата ја крепи, а во десната бокал вино носи. И игра, и строга е, и молчи,
покажува на куќата и децата заштитнике. А по првото, второ оро се фаќа, невестинско го викаат и млади невести го играат. А по жените мажите оро ќе фатат. По име надалеку прочуено. Само едно е такво. Го викаат тешкото. Почнува здржано, скромно и стамено. Се држат за раце и појаси, а гледаат таму негде, колку што можат подалеку. Најбољшниот натапан се качува и без чекор игра. Сал горе долу се извива, а тапанот силно удира. Зурула со тага завива, а после лесен чекор пуштаат и еден по еден со игра заминуваат. Тешко е да се игра тешкото, а тешко и да се гледа, зашто тажни чувства навираат. И стегаш срце клето да не пушти вик. И ноќе веќе.
и јасна месечина. Од куќата на момчето сватови со борини запалени тргнуваат и песни пеат. Тргнала мома на вода. И до куќата на невестата стигнуваат. Таа пак со темен превез забулена, со чуваленки окружена, со 2 букариња во рацете на 3 чешми по вода тргнува. Ноќта со водата глава ќе си мие, лебови ќе меси и 9 бутини ќе измати. И уште рано ќе, пак рано, уште е рано, уште е рано, пак рано. И нов ден е, а сваќата е веќе отпеена и картата со росно цвеќе закитена. Има мудија не зема. Сонја на зовење ќе одиме. И постелата младоженска е спремна и на папрад мириса. На земја е послана. И под перницата ткаена босилок се става, расадче од зелка непресадено и пченичка и стара пара од чисто сребро. А и свекрвата крустулиња ќе измие и со крстена вода постела ќе попрска, одлоши работа и младите да ги одбрани. И со картата вино, зетот и родата најблиска на гробишта ќе одат. На душите на починатите чест да им направат, од нив изим за женење да бараат. Тапаните езгија тажна ќе свират, мртвите души да ги разбудат. И вака зетот на мртвите своји ќе зборува. Еве, свадба ќе правиме. Без тебе, татко, плаче и жала. Што не си крај мене да ми заличи софрата. Да ми заличи софрата, да ми пречекаш родниње. Родниње и пријатели твои и мои. Прости ми, татко, ја ќе се жена. Остани радосен што те посетив. Што те посетив, што те послагав. И на крај, со вино 3 пати гробот ќе се потури и со тоа душите мртви почестени ќе бидат и во мир ќе си останат. Од тука, кај кумот, со картата за зовење направо се оди. Кумот поважен од таткото е, а и од мајката исто. Зошто може татко и мајка да те проколнат, но не дај Боже кум. Нему нит му се порекнува, нити наед му се води. Зошто тој децата прв ги замива, зошто ги крштева и венчава, а и некои велат светец и заштитник на фамилијата е. И тогаш, зетот со стариот побратим на кумот ке речат: за благослов сме дојдени. А тој пак картата за зовење ќе ја земе, вино ќе се напие и ќе им рече: благословени да сте, ќе дојдеме. И тогаш и веселба, и игра, и свирка кај него ќе има. Благослов даде.
И кумот тогаш со нив ќе тргне големото проштевање за зетот да го направи. А тој на сета рода рака ќе им бакне, прошка ќе побара, зашто дете бил, и сите ќе плачат. И тогаш тој на стол ќе седне и стариот побратим ќе го бричи, а старата побратимица околу ќе помага. И риза под вратот зетот ќе има, момче и девојче што ја држат, и во неа златна пара ќе се фрли, и разад од зелка. И избричен ќе биде, и 3 пати со вино ќе го мијат, и на кечето со црвено копринче алтан ќе му врзат. И тогаш тој ќе стане, црните бечви ќе ги фрли и бели ќе облече. И свекорот и свекрвата дете ќе изгубат, а невестата маж ќе земе. И пак песни ќе се пеат, како мајка на сина си вели: просто да ти е синко, од Бога ти врнало, од земја ти некнало. И тогаш мажот на кон ќе се качи и невеста ќе побара. Бајрактарот бајракот ќе го земе, и оро ќе играат, и на коњи сите ќе се качат и по невеста ќе тргнат. Побратимите тогаш коните ќе ги подињаат и во галоп пушки ќе фрлаат лошите духови да ги истераат. А по нив свекорот и свекрвата со дарови ќе одат. Свекорот сваќата в торба ќе ја носи, а свекрвата еден чешел ќе земе и ќе го носи. И огледалце, и мириси разни, и пафти, и прстен, и низалка, и една игла ќе земе, и приврзок ќе носи, и еден дулак, и стрвости разни ќе носи. Сувогрозје, леблеби, шекерчиња. А по нив кумот ќе оди и најнакрај тапанџиите ќе одат и на тапаните силно ќе бијат. Штом сватовите стигнат на опул до куќата на невестата, тогаш најважен станува мушчулџијата. Тоа е стариот побратим. А таму братот на невестата ќе го пречека и картите со вино ќе си ги сменат и бел сомун во торбата ќе му стават и плешка месо. И тогаш тој назад ќе се врати и за спремност се на куќата на невестата ќе јави. А ако пак ваму не се спремни, тој да ги нисаат нема да ги пушти, туку ќе ги задржи и муабет ќе им прави. И она што требаше да биде, сега ќе биде. Тие сите во куќата ќе влезат, невестата ќе ја побараат, а таму астали послани песни се пеат. Тогаш бајрактарот врака бајракот ќе го земе и на куќата на невестата ќе го стави, а со него и побратимите ќе бидат, а чуваленките на невестата ни смеа вака ќе им пеат. Побратими пилци поклопени, бајрактаре, царев говедаре. И шурата тогаш на зетот ќе му приде и со риза ќе го дарува, а овој пак јаболко ќе му даде, во јаболкото сребрено париче втиснато. Шурата јаболкото ќе го земе и нови 2 паричиња во него ќе втисне, и пак нему ќе му го врати, а зетот пак в джеб ќе го стави, со невестата ноќта ќе го јадат. После, шурата зетот пред роднините ќе го поведува, тие да го видат. И додека тие така низ народот одат, низ некој таен процеп од одаите женски, невестата момчето го гледа и вакви зборови реди: низ прстен те гледам, в срце да ти влезам. Прстен те гледа, по срце да ти влеза. И тука многу народ ќе се весели, и вино ќе се пие, и ракија, и ќе се вика, и ќе се игра, и тапаните ќе бијат и зурлите исто, тие двајца, само еден на друг ќе мислат. И зетот раце ќе доцелива, и на кон ќе се качи и дома ќе си оди, а со него и побратимите. Пред куќата своја, прстен околу конјот 3 пати ќе префрли и дома со нив ќе влезе, и однога сарајли и пржени јајца ќе јаде и конјот ќе си го даде, а побратимите конјот ќе го земат и во куќата на невестата ќе го однесат, на него невестата дома да му ја донесат. А овде, кај кумот што седи и свекорот,
Пред нив погачите сваќи ќе се донесат и уште еден колач на нив ќе се стави, за 3 да бидат, и со риза ќе се покријат, и преку риза даровите на невестата ќе се стават за сите да ги видат. И тогаш двајца јунаци, блиска рода од обете страни, сваќата ќе ја фатат и под ризата на 2 парчиња ќе ја кршат. И така се ќе прават по големото парче кај момчето да падне, зашто таму момата ќе оди, а од сила и ризата ќе ја скинат. Дур на чардаци џумбусот трае, прстенарката од женските ода и невестата ќе ја изведе, и кон сватовите ќе ја поведе. Таа невеста уште не е, и раце на блиска рода на момчето ќе целива, и тие златни и книжни пари ќе даваат, и очи од незе не ќе можат да симнат. И после таа пак во ода и ќе си оди, во невестинско руво да се промени, а домаќините ручек ќе дадат, и ќе се пие, и ќе се јаде, и времето ќе минува. И тогаш млади моми во дворот ќе истрчаат и на кумот ваква песна ќе му запеат. Стани куме, не раздавај многу, доста пивте вино и ракија, не е овде полеко соврашко. Стани куме, не раздавај многу, девојка е во тонка кошула, девојка е со венец на главе, девојка е со дуљак на главе. На песнава стариот побратим од чардаци ќе се симне и пред кледот ќе оди и на вратата ќе тропа невестата да ја земе. И пазар ќе биде. И на крај побратимот големи пари ќе даде и вратата ќе се отвори. И тогаш невестата ќе се поведи. Од една страна братот неизин ќе ја води, а од другата стариот побратим. И тогаш башни момци, побратими, ковчезите, чеизот ќе ги земат, на раце ќе ги носат, земја да не допрат, невестата назад да не се врати, на момчето лошо да не му се случи. И ковчезите на коњи ќе се стават, и тогаш жални песни ќе се пеат. Девојко мори, девојко, папраде жива разделба, ковчеге жива разделба. И Шурата и стариот побратим на коњот од момчето невестата ќе ја качат и некој со мутавче ќе ја зацкрива, да не ја видат очи урокливи, да не ја види некој што не треба. И свекорот леблеби ја заберикетна да биде преку неа ке фрла, а мајка и во ода и ке се скрие. Неизе нема да ја испрати, зашто зетот гостин го гоштевала и испратила, и пак песна ке се пее. Збогум со здравје, девојко, не обзрни се, девојко, докоде думаш да одиш, коде си росло порасло. И таа, након качена, 3 пати на куќата своја ке се поклони и до полпат со солзи ке плаче. Таму од родата своја ке се прости, а Шурата коњот со сестра се шо го водел, на свекорот и стариот побратим ќе го даде. А тие за узди коњот ќе го примат и кон куќата на момчето ќе го поведат. И од полпат натаму невестата радосна ќе биде, зашто новиот дом бргу ќе го види. Кога пред куќата ќе дојде, неизе 3 пати ќе и се поклони, а свекрвата со сито и погача наглава околу коњот со невестата до 3 пати ќе се заврти и невестата со лебот ќе ја тупне и ќе рече: "Жити лебо да ме слушаш." И пак песни ќе пеат: "Добре не дошла невесто, добре не дошла туѓа земјанино, со добра нога в куќа."
Свекорот и побратимот уздите од коњот ќе ги земат, не изе да ги стават, а таа не дава. После капата од момчето на глава ќе ја стават, за момчето да го слуша. И од коњот ќе ја симнат, и пак некој со мутавче од зли очи ќе ја крие, и таа кон куќата ќе тргне, политовина послана ќе оди. И пред вратата ќе застане, внатре не сака да влезе, а после пак прагот без да го допре со десна нога ќе го мине. Внатре со венци ќе ја закитат и до огништето на куќата ќе ја поведат. Таму со синџирот од огништето 3 пати ќе ја удрат, синџирот од оџакот што виси. За куќата да ја венчаат, живот да живее и старост да дочека, колку што е стар и оџакот на куќата. После, кај ноќвите ќе ја однесат, со сито да засе, со сукало да засуче. И тогаш побратимицата во кледот ќе ја води, дулакот ќе го изведи и враце страмаче, гувеалче ќе и стави, со него таа дента да гувее. Тогаш зетот во устата вино ќе пивне, нечујно во кледот ќе влезе и невестата со виното од устата ќе ја брзне, за да му биде убава, бела и црвена, ко виното. После на стол ќе ја седнат и машко дете пред незе ќе стават за првото машко да и биде, и таа него ќе си го дарува. А тогаш свекрвата со низалка неизе ќе ја дарува. Во устата леби шекер ќе заџвака, од устата ќе го извади, невестата да ја зарани. Со леби шекер ќе ја зарани, за благи да бидат, една спрем друга. Дента, невестата друго ништо нема да јаде, и во кледот ќе гувее, а и ноќта така ќе ја мине, од чуваленки чувана. Утредента е венчавањето. Рано, побратимицата невестата ќе ја облече, но јазол на нејзе нема да врзе. И многу народ блиска рода ќе дојде тогаш, за да ја види. И на чардаци ќе седат, ќе пијат и ќе се веселат. И таткото в клет ќе влезе, и со дубла ќе ја дари, и видуваленките шега со неја ќе играат, и ќе си отидат. По стариот обичај, околу пладне, младоженците в црква ќе одат да се венчаат. Некогаш напред тргал бајрактарот, а по него момчето со побратимите. По нив ја водат невестата, а по нејзе ќе одат се млади невести и постари жени. Моми таму не одат. И најнакрај одат сите што на венчавката ќе бидат. Невестата, што познат на пат ќе сретне, ќе му се поклони, а свекрвата пак младоженците со босилок ќе ги попрскува, а в рака котле со вода ќе држи, со цвеќиња закитено и со копринче црвено. В црква се оди се направо, да се скршне не треба. Невестата кога пред црква ќе стигне, 3 пати наназад ќе се тргне, да влезе не сака, а после ќе се премисли. Што младите в црква влезат, нешто веднаш треба да се стори. Што петлица или тока на нив има, се отпетлува. Среќата да им се одврзе, зашто треба тие да се отпетлани, а молитвата запетлана, за да им се фати. И пред да почне венчавката, попот со некој конче малите прсти од рацете воедно ќе им ги врзе и под риза ќе ги стави, од очи урокливи да ги припази. А најблиската рода околу нив во колце ќе застане ко живастена, со раце напред прекрстени. И така сите до 3 пати ќе се вртат.
А невестата, се момчето ќе го подстегнува и подтурнува, за ко постара да стои. Сајбија ќе му се прави. А момчето капата од главата не ќе ја вади, од уроци ќе се брани и така ќе се венчат. Да се помолиме на Господа, да биде благословен овој брак како оној во Кана Галилејска, да се помолиме на Господа. Се венчава Божјото чедо Игор со Божјото чедо Јасмина, во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Се венчава Божјото чедо Игор со Божјото чедо Јасмина, во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Се венчава Божјото чедо Игор со Божјото чедо Јасмина, во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. И прв кумот венците ќе им ги бакне, и по плеќи ќе ги удри, и вака ќе рече: а Ирлија да ви е, венец за навек, да се ќердосате, 3 мошки, 2 женски. И сите други исто ќе прават. После надесно ќе тргнат, а стариот побратим пред нив ќе оди и се лево-десно со очи ќе гледа, некој меѓу нив да не помине. И така од црква ќе излезат. И пак свекрвата со боцилот ќе ги прска, младите, и пак котлето ќе го носи со копринчето црвено украсено. А на враќање по друг пат ќе одат, за трагите да ги заварат, оти некој може на магии да мисли. И друга невеста нашава не треба да сретни, оти ако 2 невести се сретнат, едната ќе умре. И така дома ќе се вратат. Невестата направа в клет ќе ја внесат, а свадбарите на чарукаци веселба почнуваат. Богата трпеза тогаш треба да се направи, а кумот на чело ќе седи и пред него колку може и не може од убаво по убаво да биде. И многу народ ќе дојде, гости разни видувалени, и сите при невестата ќе одат и со незе чеги ќе прават, а таа со ѓувеалчето ќе гуве. Тогаш момчето ќе стане и од родата своја ќе се простува, зашто сега за прв пат домот свој ќе го напушти и нов дом ќе направи. И тогаш сите ќе плачат, а најмногу свекрвата и свекорот, зашто од детето свое се делат. И пред ноќта да падни, стариот побратим момчето на кај кледот ќе го поведе и со дикат ќе му каже што да прави, а побратимицата невестата ќе ја советува како на момчето капата треба да му ја земе и на себе да ја стави и чевлите да му ги скрие, за да го повела. А кумот цела ноќ на трпеза ќе седи и никој нема да спие. А во кледот стариот побратим младоженците ќе ги затвори, а тие јаболкото со паричките од шурата ќе го јадат. А тој тогаш ќе земе една шутка, ќе ја наполни со ореви, шеќерчиња и разни стрвости и од вратата на кледот ќе ја скрши. И многу млади девојки од стрвот ќе земат,
за истоко на младите да им биде. Побратимите и бриците со вода ќе ги наполнат, а стариот побратим во кледот вечера ќе однесе од се помалку, а и плешката месо, и сомунот, и виното, што мушулџијата од порано ги мени во куќата на невестата. И кога ќе дојде Абер, дека е невестата чесна, тогаш и бриците со вода се кршат и голема гозба и веселба се прави, и се до зори така ќе биде. Утрото невестата на вода ќе ја носат, а момчето со побратимите со карта вино по многу куќи ќе оди и на поклон ќе ги кани, и шеги и џунгус ќе прави, и многу работи ќе крши, и магаре на чардак ќе качи, а невестата пак со свекорот и свекрвата, золвите и другите домашни, на чешма со ибрик вода ќе потура, а тие образи и раце ќе си мијат и шеги со неа ќе прават. И тука сите дарувани ќе бидат, а и тапанџиите и зурладжиите убави дарови ќе примат и ќе си одат. А после дома ќе се вратат, а таа скришум на момчето со ибрик вода ќе му потури. Домаќинка е веќе, а тој златен дар ќе и дари за честноста нејзина да заблагодари. И така заедно ќе си биде. Големата галичка свадба заврши. Многу гозба и веселба беше, а во ушите звукот на тапаните и зурлите се уште татне. Но се ќе се смири. И водата пак ќе тече, и сонцето пак ќе грее. И ќе даде Господ нова љубов да се роди, и нова галичка свадба да биде.